Понатаму, да, секако со следните содржини во пресред на Скопје Дизајн Week 2014 разговарам со Марта Наумовска-Грнарова. Добре ми дојдовте. Добро ми најдов. Како програмски директор на неделата на дизајнот, што те понуди ова четврто издание, колку концептот на 2014 се надоградува на претходните три? Па, во секој случај се надоградува, евидентен е континуитет од работењето во претходните 3 години и токму поради тоа мотото на овогденешното издание е четврта смена. Четврта смена сватено како време кога треба да се видат резултатите од тоа што сме зборувале дека сакаме да го направиме и дека на тоа што сме работеле, и четврта смена како порака дека треба да се работи. На наше големо задоволство оваа година имаме многу нови излагачи, многу гости и содржина која што се надевам ќе биде интересна за посетителите. Ако зборуваме за растот на самата манифестација, почнувавте од најосновните работи како дефинирање на дизајнот, за денес да стигнете до една потреба за формирање на балканска регионална дизајнерска мрежа. Како е замислена? Уште од самиот почеток на постоењето на Скопје Дизајн Week, идејата е да, бидејќи сме ние мали како пазар, тешко е да се дизајнот е навистина една сцена или еден пазар кај што не е едноставно да се наметнеш, имајќи во предвид дека постојат дестинации или земји кои што по автоматизам ги поврзуваме со дизајнот како Италија или Франција. И сега пазар кој што е толку мал како Македонија, да реално мислам дизајн сцената кај нас сега се развива. Ние не сме сведоци на во историјата, нели, и од повеќе десетини години на оригинални домашни дизајн брендови. Тоа значи дека тоа треба допрева да се случува во таква една ситуација. Премногу сме мали да можеме да успееме да во тоа поле. Од друга страна пак, значи, истата ситуација или слична е и во останатите балкански земји, иако има некои нормално кои што се понапред од нас во тој поглед. И истовремено имаме и многу сличности кои што произлегуваат веројатно и од менталитетот и од некои заеднички работи, така што таа идеја се крчка уште од самиот почеток и практично цело време се работи на тој начин. Уште од првата година македонскиот дизајн беше представен на регионални фестивали и обратно. Секоја година обавезно имаме размена на програма, обавезно има различни дебати кои што и разговори кои што водат кон ова, и досега има доста изработено заеднички проекти. Така што сега само тоа се официализира на некој начин и нормално сме среќни што тоа ќе биде токму кај нас, меѓутоа и ќе повторам, едни од главните иницијатори бевме некако ние и веќе има заеднички проекти кои што речеме конкурсот Young Balkan Designers, кој што оригинално Миксер почна да го работи, фестивалот од Белград, од минатата година стана регионален фестивал. Тоа значи дека ќе обединува сите дизајнери од целиот регион и така исто така на нашите конкурси имаме учество и жири од целиот регион и пошироко. Споменавте потребата на мал пазар да се создаде бренд кој што ќе биде препознат, кој што се наметне не само тука, туку и пошироко. Во таа насока претпоставувам дека е и соработката со фондацијата Браво Сине. Да, на наше големо задоволство, ете во почетокот на годинава се појави оваа фондација, се сретнавме со идеи кои што се на иста бранова должина, односно со иста цел, промовирање на дизајнот и од една страна, од друга страна градење на македонски брендови. Годинава беше одбран производот македонско сладко, така што во неколку фази се одвиваше проектот. Првата фаза беше отворен конкурс за производители, при што се одбра компанијата, а пред неколку денови во средата беше одбран и победникот, кој што имаше задача да издизајнира етикета. Слична соработка имаме и со компанијата Тиквеш, веќе втора година. Минатата година имавме отворен конкурс, отворен повик за дизајн на етикета на виното Шардоне.
кај што имавме одзив буквално од целиот свет. Годинава е во завршна фаза, резултатите ќе бидат прогласени на самиот фестивал. Годинава дизајнерите добија задача за брендирање на гроздов шеќер. Така. Годинава на неделата на дизајнот во фокус на Франција. Зошто? Значи, од самиот почеток, концептот на Скопје Дизајн Вик е да го представи европскиот или светскиот дизајн, земајки една земја како фокус. До сега само за мало подсетување, тоа беа Холандија, Финска, Швајцарија минатата година и година во Франција како асоциација на се што е убаво, на се што е луксузно и на се што е дизајн. Така што мислам дека нема многу потреба да се објаснува причината зашто е Франција земја во фокус. Секогаш е актуелна поради спецификата на самиот француски дизајн, опфаќа широк опсег. Покрај дизајнот на производ има дизајнери кои што ќе се представат со фешн дизајн, а исто така и графичкиот дизајн секогаш е застапен, бидејќи исто така една од целите на Скопје Дизајн Вик е да ги промовира сите, да ги истражува границите на дизајнот и сите видови на дизајн да се застапени. Значи, ни доаѓаат 10 млади дизајнери кои што се прилично актуелни во моментот во Франција. Тоа се веќе зрели дизајнери, некои од нив со награди или дизајнери што веќе доаѓаат. Дел од нив беа исто така дел и од овогодинешниот Париз Дизајн Вик, кој што заврши минатата недела. Така што мислам дека ќе имаат посетителите можност да навистина едни свежи идеи да погледнат. Оно што е концепирано околу самите главни настави на неделата на дизајнот, има и пропратни манифестации кои што треба дополнително да го збогатат комплетниот впечаток. Оно што се случува се и спортски работилници, има многу музика и една гастрономска работилница или лабораторија. Колку се ова треба да биде, да му даде едно богатство, една подлабока содржина на оно што се нарекува фокус на самата недела на дизајн? Значи, она што е основна програма секако си тече, секако си изложбите во фокусот на манифестацијата, работилници, предавања, тој дел е секогаш нели она што е главно. Меѓутоа важно е од една страна да се истражуваат сите видови што се може да се дизајнира, да се збогати програмата со содржини кои што навистина ќе ги натераат. Значи, тоа не е нас главната цел, да понудиме програма која што ги натера луѓето што подолго време да поминуваат таму. Прво, просторот е извонреден, инспиративен сам по себе и покрај посетата на самите изложби, доаѓање да се слушна некое предавање, ние сакаме да биде место, значи следната недела Скопје Дизајн да биде местото каде што се закажуваат сите можни средби, од кафе со пријателка до afterwork предавање и гастрономска работилница, до викенд со децата, кај што децата ќе можат да се креативно да се надградуваат со работилници, родителите ќе може да го почнат утрото со дизајнирање на своето тело. Има интересни предавања за дизајнирање на животот, за дизајнирање на умот, се до вечерните часови кога нудиме навистина оригинална музичка програма. Морам да напоменам дека овие содржини за време на викендот што се однесуваат на дизајнирање на телото и умот се дел од фестивалот Body, Mind and Spirit, кој што годинава е фестивал во фестивал. Многу забава, за 3 дена е свеченото отворање и потоа 6 дена живење на Скопје во рамки на недела на дизајнот. Отворена покана за сите да бидат дел од барем некој од настаните во Куршумлијан. Апсолутно ги поканувам сите, сакам да потенцирам дека влезот е бесплатен за отварањето, за сите можни предавања, за сите содржини. Ги повикувам сите гледачи кои што сакаат убави работи, кои што живеат за дизајнот и за уметноста или кои што едноставно сакаат да се дружат, да повелат и да се дружиме. Имате успешно 4-то издание на Скопје Дизајн Вик. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.